трајте да ви не дотрајале. Еј, вие непрокопсани, извитоперени, ненаситни натрапници, што сте наумиле да не сотрите со се коренот, со се семето, само да не нема и тогаш кога не има. О, трајте, истрајте, окрепете се, сите вие somисленици, сострадалници мои, ако сакате да не има и тогаш кога ќе не нема. Почитувани поети, почитувани пријатели и роднини, драги гости, љубители на пишаниот збор и почитувачи на ликот и делото на Славко Крстевски, ви посакуваме добар ден и топло добре. Посебно го поздравуваме господинот Маријан Честојановски, градоначалникот на општина Демирхисар и останатите представници на општината и директорот на Домот на културата Илинден Зоран Котевски, исто така и манастирската обител од манастирот Свети Јован Крстител Претеча. За почеток го повикувам градоначалникот на општина Демирхисар, господинот Маријан Честојановски, да ви се обрати и да ја прогласи манифестацијава за отворена. Повелете. Почитувани пријатели, почитуван Славко Крстевски, почитувани раководители од локалната власт, почитувана заменик градоначалнички, почитувани поети. Многу сум задоволен што ми се оложи присуствувам на ова традиционално поетско матине, особено што сум почестен и удостоен со неколку реченици да ве поздравам и со вас да ги споделам останатите задоволства. Кога ми беше соопштено дека ќе ми бидат остапени 5 минути, ме облеа чудно и несекојдневно чувство на помешани емоции и возбуда, предизвикани од важноста на поводот, а уште повеќе од творечката и човечка марканција на мојот драг пријател Славко Крстевски. За да ги искажам останатите чувства спрема овој човек, а денеска и спрема неговото животно и книжевно дело, позајмив неколку убави зборови, искажани за него на вакви слични среди, кои што најоригинално, најавтентично и најискрено ја даваат представата за него. Славко Крстевски, од раѓањето, од пред повеќе од 7,5 децени, па се до безпредод на животот, со својата смирена душа на патник и паталец, на човек со харибен животен од, со многу животни препреки и премрежија, од себе создаде дух и култ на неуморлив неимар, на неповторливи стихоренија, направи неверојатен животен авторски поход со убавено и комплексно за уживање на публика од сите возрасти, женик по духовни богатства, кои што на кратко и за момент само привидно ги надминуваат тревожните моменти. Но тоа не е доволно кога треба во една реченица да се опише неговата долга и богата животна, професионална и творечка биографија, бидејќи се речици да нема период од неговиот живот кој што не е подеднако интересен, потресен, возбудлив, достоен за почит и примерен за нас со нешто помалку години, а особено за помладите. Ете зашто денеска сум препун од задоволство што присуствувам на ова културно матине. Овие чувства ја подобруваат и свесноста за мојта на културата, бидејќи таа е најдобра форма за поврзување на луѓето, но и за поттикнување и зајакнување на нивното меѓусебно разбирање. Почитувани пријатели,
Културата, особено книжевноста, не познава граници. Меѓутоа, таа не може да напредува без поддршката на пошироката заедница, без нејзино присуство. Се сведува на импровизација, маргинализација и субкултура. Или како што те рече познатиот персиски поет, правник, теолог и мудрец од 13 век Руми. Како сакате да беснете, ако секое гласање ви смета? Затоа, кога реков дека сум преполно задоволство, мислев и на тоа, што од оваа година, оваа манифестација доби соодветна организацијска и финансиска закрила на општината, нешто што се прави само во случаеви кога се работи за величие, слава и почит кон личности кои со своето дело тоа го заслужили. Таков е Славко Крстевски. Нашата сериозна ангажираност во посвета и поддршка на културата од година во година станува се препознатлива и надвор од локалните рамки. Демир Тисар не е веќе на маргините на големите културни настани. Ние станаме најдобар и најоригинален пример како треба да се деметрополизираат културните настани, односно тие да не бидат привилегија само на големите урбани центри и поголеми и поразвиени општини. Најголемото признание за нашата пожртвувана посветеност е изборот на Демир Тисар за град на културата во 2018 година. Своевидно високо државно признание и доверие што во конкуренција на останатите градови во Македонија се доделува на градови кои покажуваат вредности, способности, аспирации и капацитети за организирање на настани од голем и високо квалитетен уметнички форми. Еден од нив е и денешниот, за кој што воопшто не се колебавме дали ги задоволува вредностните критериуми да биде дел од манифестацијата град на култура и се гордееме со тоа. Иако сум прв пат на овој трет поред поетски настан, очекувам и воопшто не се сомневам дека, познавајќи го човекот и неговото творештво, како и многобројната поетска елита од поширокиот регион, што денес е присутна, дека ова културно матине ќе го надмине очекуваното ниво на уметничка вредност и квалитет, дека ќе биде преполно со емоции и досега нечуени стихоредија. Сакам да додам дека општината ќе продолжи да поддржува слични активности, бидејќи секој вид и обид на ваква јавна поддршка дава спонтан придонес во промовирањето и валоризацијата на творештвото на нашите сограѓани кои професионално или аматерски се занимаваат со литература. Почитувани пријатели, почитуван Славко, сите ние сме денеска тука да ја прославиме твојата поезија и поезијата на поети од неколку градови во земја, но и секој со своето физичко и мисловно присуство да повлијае на промена на аголот на животот, да покажеме дека нештата може да се наблюдуваат и доживуваат и на поинаков начин, дека времето и животот преку стиховите траат многу подолго, особено во ова наше време на постојана трка со времето. Францускиот поет од 19 век Шарл Бодлер рекол дека поезијата представува надеж во оздравувањето на болниот, слобода во темница, раскош во грдата и сива секојдневица. Улогата на поетот е да собира мисли и чувства, да ги разбира и преточува во возвишен и племенит јазик, нешто за што е потребна способност за изразување. Јас на тоа ќе додам и нешто во што треба и да се ужива. Ќе завршам со пораката до останатите кои што најразлични причини денеска не се или не биле во можност да дојдат на овој настан. Почитувани пријатели, ние овде присутните сме во голема предност. Кој не е овде, не знае што пропушти. Ви благодарам. Го благодариме на градоначалникот за убавите зборови што го упати кон нашиот Славко Крстевски.
душата, многу е темно. Ќе останеш посиромав за многу видувања. Немој, не обидувај се раните да ми ги отвориш. Закатанчени се. Ќе останеш посиромав за задоволството што го очекуваше. Обиди се со душата твоја, од душа да ја видиш тајната на душава моја. Големина од себе ќе направиш. Звездите по сестрини ќе ти станат. Драги гости, имаме чест да го представиме нашиот демирхисарски и слепченски поет, новинар, хроничар, основоположник на драмскиот и фолклорниот аматеризам и писател Славко Крстевски. Го поканувам господин Крстевски да ја поздрави. Поведете. Денеска направихте да се чувствам изпълнето и богато. Направихте овај Божи ден да ми биде празник, ден за вечно паметење. Драги мои поетеси и поети, пријатели, роднини, познаници, намерници, любители на пишаниот збор, ве поздравувам, искрено благодарам и ви посакувам толку добре дојде. Посебна благодарност изразувам на градоначалникот на општината Демирхисар, господинот Маријан Стојановски и на општината Демирхисар за финансиската подршка за организацијата, посебно за тоа што со овој настан го стави како дел од манифестацијата Демирхисар, град на културата за 2018 година под покровителство на Министерството за култура на Македонија. Со тоа направија да се чувствувам достоинствено и гордо. Во знак на благодарност му подарувам овај мој молитвен песнополь, посветен на Свети Кипријан Слепченски, кој неодамна на свечена седница на Советот на општината го прогласија за заштитник на градот Демирхисар. Свети Кипријане, пофалбо Слепченска. Да со метанија до земја почест достојна ќе ти искажам, што од вишните небеса пресветли, од рајот Божји катадневно слегуваш на мајкава хранителка и од престолот на олтарот Свети Јованов Крстителот ми помагаш, ме вразумуваш, ука ми даруваш, патишта да не измешам. Манастирската обител втор пат ми укажува честа со тоа што дозволува, помага и учествува во организација на настан посветен на мојата личност да се одржува во нивните одаи манастирски гори. Во знак на благодарност и почит кон светецот ја оставам оваа порака, овој повик посветен на Свети Кипријан Слепченски.
на ова нема подпис. Нека биде од непознат автор. Нека биде од секој, нека биде од сите што минуваат да искажат својата чест и почест кон великиот светец. Дизајнот е на големиот хуманист и миротворец Живко Поповски Цвети. Писмото е рачно испишано со сребрена, а соодветно венчано со златна боја. Овде, драги мои, ова кога би биле во манастир, воздухот мириса на книжевност, на култура пресена в духовна блаженост. Ова земја на која стоиме и газиме значи љубов и почитување, значи човеколюбие. Овде царува тишината која се разнесува и слуша до бескрај. Ние веќе се вклопиме во тој амбиент. Ова светилиште го заслужува тоа. Им благодарам на Сотир Чаушевски, Горан Анчевски, Мите Грозданов, сестринството на манастирот кој на посебен и самонанив својствен начин не воспеа и ги споделија своите чувства со моите. Им се заблагодарувам на сите кои на било кој начин ја помогна ова манифестација. Им благодарам на музичките уметници кои со своите изгледи го богатија настан. Посебна благодарност на Антонио Павловски, кој само во 14 стихови на место предговор испиша дел од мојата биографија. Им благодарам на водителите на манифестацијата Златко Бошевски и Весна Дамчевска. Со посебно задоволство и чест ви го представувам амбасадорот на македонскиот јазик, литература и култура, неуморливиот борец за зачувување и негување на македонската песна, на македонскиот фолклор, на македонските традиции и обичаи, на македонскиот идентитет, волонтерскиот наставник по оделенска настава во Мелбурн, Австралија, господјата Весна Дамчевска, која направи напор и успеа својот престој во родниот крај да го усогласи со терминот на одржувањето на овој настав. Го покануваме градоначалникот да ги доделиме за себе ова кажано благодарница на единствената Весна Дамчевска. Покрај се кажано за нашата Весна, јас само ќе додадам дека таа не го познаваше Чичко и Славко, го запозна преку неговите дела. Од неговите дела, толку голема почит и љубов и однос према него изгради, што ќе речам само дека го однесе ни светот, а светот ни го донесе овде. Благодараме мал збор во име на сето тоа, еден мал символ за нашиот ангел, од овој момент сега. Ете, ние ги оставим на краја рецензентите и промотори. Ако кажам само благодарам, ништо не сум кажал, а ме воздигнале до недостижни височини. Затоа ќе премолчам и само ќе ги представам. Професор Иван Потев,
Станевски. Връвни познавачи на македонската и светската литература и връвни литературни аналитичари и критичари. Секој автор би посакал топо нив да ги има за рецензенти. Ги поздравувам. Вас и благодарам за вниманието. За личноста, за човекот Славко Крстевски, од предговорот. Наместо предговор, во него се крија многу лица. Учителот, калемеше знаеви, множеше убавини, растеше никунци. Актерот оживуваше приказни, крадеше солзи и насметки и даваше смисла на безсмисленоста. Писателот се гледа од зборови, со блеко зборови длавеше од звездите, наазганјаваше посеќавањата, раздаваше сеќавања. Во него се криеа многу лица, а тој беше само човек. Антонио Павловски, Радослав. За значењето и вредноста на делото што се промовира ќе не запознаат промоторите. Прво повикувам рецензентот професор Иван Котев да ги изнесе своите видувања. Поверите. Драги пријатели, да поздравам. И јас сум благодарен. Го поздравам Демир Кисар, градот на културата за 2018 година. Град во кој блика поезијата и убавен збор воопшто. Честитки и почит на Славко Крстевски и градоначалникот Советот на Демир Кисар за ова навистина големо чествување. Јас просто се залюбих во Демир Кисар. Драги пријатели, творечкиот на Славко Крстевски, пророкот од Слепче, продолжил со книгата поезија насловена како Катарза. Пред тоа авторот, како што знаете, ги обстани Крикови 2014, Битисување 2014 и драмата Невини осудени во 2016 година, а напишана во далеката 1956 година. Катарза представува една компактна целина, но условно авторот е поделил во 4 дела: катарзични возички, животни клопотења, богомолија и душоциркање. Со стиховете од Катарза, поетот и филозоф Славко Крстевски се наврсува на песните од Крикови и продолжува да ја разголува својата нападена и измачена душа, поетска и човечка. Иако целокупното негово дело е крик против злата судбина, овде поетот ќе обзнани. Со волтичките меѓуќутењата животот го раскажува, го разпостено, го растува низ виделината и темината. А во тој живот секоја црна судбина ме следеше, ме пратеше како вечно доаѓаше, без да кажеше: Боже, таа судбината доаѓа како вечност и за миг заминува, но се враќа кога сака, без да праша. А во таа судбина немилосредна и свирепа смрт да доминира одземајќи ги најмилите на поетот. Но поетот, човекот, пирејот, ги пребродува трагедиите, иако со тешки лузни во душата. На едно место во своите крикови тој запишал:
Ако преживеам додека се обидал да го опишам моето мементо мори, значи дека сум исклучок на природата, дека сум безсмртен, дека ќе живеам и после умирањето. Смртта е дел от животот, дел со боли, свирепост, ама е дел. Неизбежен, суров, студен. Но човекот без страх от смртта може да се отдаде на песните, љубовта и работата. Таа љубовта дише и се рефлектира и во најтажните стихови на поетот. Оти животот не е само суета, смејќи се и само треба да се прекара тоа што е нешто и близко, да се пренапрегнува лагата и злото, а да се одржава и поддржава љубовта што цвета. Пред човекот пулсираат безброј можности, се отварат безброј светови, дел од космосот, дел од бескрајното. Се отвора и душата човечка, неговиот бескрајен фантастичен свет. Во тоа смисла поетот ќе обстане дека, цитирам, широко се отворени сите врати и прозорци, и од душата, и од срцето. Затвореността па ги повикува сите браќи и сестри по крв и род, по Божја волја да дзирнат, за да се видат себе си, вистината од и тајните не се кријат. Ај малко слопниме. Чест мотив во поезијата на Славко Крстевски, па и во Катарза е судбината. Роден и пораснат во една здрава селска средина. Поетот цврсто е сврзан со народниот бит. Нашиот народ силно верува во судбината, во тоа што ќе го одредат трите наречници и третата вечер пораѓањето. Многобројни се народните поговорки во кои се спомнува судбината. Цитирам, од напишното не се бега. Судбина било. Од судбината никој не избегал и така натаму. Судбината се прифаќа како нешто неизбежно, како иако молком ја проколнуваме. Затоа таа често е придружена со епитетот црна, зла, пуста. Како и да е народ стоички е поднесол или ја денал со своите собраќа. Во истоимената песна, поетот се обраќа до судбината да му ја врати саканата. Цитирам, ова лето на припек пладневен, кога сенката е најкуса, сенките да не се преклопат, надеж со надеж да се и измилува. Цит затворен цитат. Болката никош не минува, но надежта останува. Та нели таа надежда постана умира. Силна порака дури и тогаш, кога знаеме дека нема надеж. Има нешто митско во ова песна, нешто што подсеќа на судбината на Орфеј и Евредика. И Орфеј копна да ја види својата сакана жена и да ја изведе од царството на мртвите, но не успева. Завршаме. Вистински родолюбив човек, со широки познавања за нацијата, историјата и општеството. Во целина тој порачува да си ја сакаме историјата, да си ги бараме корените. Оти, цитирам, тој што не си го знае предедото од првиот и внуката од последниот земен сој, не си го знае ни корен, ни сојот, ни родот, ни роднокрајот свој. Нашата ни богат со сознанија, Славко Крстевски тематски се врзува и за нашиот духовен бит, за нашите светци и страдалници, во кои со својата маченичка смрт и истаков живот го заслужија место до Бога. Во таа смисла тој пее и за Свети Кипријан Слепчевски, вистински пастир и богоугодник, кој својот живот отдал за верата и црквата Христова. Поетот на светот посветува песна во која искажа својата бескрајна почит, опшикнувајќи го светот со најубави зборови на благодарност. Цитирам, Свети Кипријане, Похвалко Слепчевска. Дал со метанијата до земја, почест Господина ќе ти искаже. Затворен цитат. На сличен начин и Климент Охридски пееше за својот учител и патеводител Светиот Отец Кирил.
Славко Крстевски скоро никада или само патем ќе ме спомне збор Катарза, збор со кој се именува и оваа прекрасна книга. Сепак, тој се чувствува во стиховите што блескаат со една силна светлина, испраќајќи ни порака дека, цитирам, никогаш нема да стигнеш до градината рајска, во силевината небеска, ако не си го поминал низ грмутран и ветровон, копливи и бурјан до колена. Кога го читаме Славко Крстевски, се восхитуваме на неговата елоквенција и приот кон темата со начинот како тој заронува во безкрајот на космосот и во душата човекова. И тој со целото бите го чувствува тоа за кое пее. А тоа негово пеење, неговите чувства на еден волшебен, магиски начин се пренесува и на читата. Ви благодарам. Му благодариме на професор Иван Котев за исцрпното излагање. Зов. Ширум се отворени сите врати и прозорци и од душата, и од срцето, и од сите дамари мои. Ајде, браќа и сестри по крв и род по Божја волја. Ајде, пријатели и познаници, ајде и вие знајни и незнајни, дзирнете, ќе се видите себе си, влезете, рашетајте се, ќе разгледате висината. Тајните не се кријат. А сега го повикуваме да се произнеси вториот рецензент, професор Борис Давевски. Повелете, господине Давевски. Почитувани пријатели и почитувачи на делото на Славета Крстевски, почитувачи на пишаниот збор, драги гости. Чест ми е да истакнам дека сум почестен на оваа ретка културна уметничка манифестација. Во овака тесно време за елаборирање критичка мисла, за описот на авторот Славе Крстевски, еве само пуст есеј за творецот од светше од родот Грковци. Ова и не е новина зашто еден минорец давно уште во биографскиот запис ентузијазам и ефекти. Тогаш и го навестив неговиот потенцијал, со неверен дух и со зашедувачки вознес да твори врвни дела. Еве и потврдуваме дека Славко Славе Крстевски е афирмативен литературен текстописец од нашиот одделник. Дружењето со прозно-поетските негови дела е живо задоволство, празник за душата, како на поетизмот, така и на лирските описи низ романсиерските дела, да истакнеме дека, чувајќи ја и негувајќи чистотата на народниот говор, Крстевски се издигнува до апологет со завет до идните литературни творци да го сведат неговиот пример и неговата јазична посветеност. Поетското дело Катарза е возбудлива лирика, еротичка поезија испеана со здржан зид и воздишки длабоки како присуди. Тоа пак го пленува срцето на читателот и да повториме, феномен е соевиден како со прекупнато срце настана да ги тргне маките, твори уметнички дела во македонската литература, податливи за длабоки критички обсервации, во нив и денешнава нова катарза, и психолошка и трогателна. Ова денешна фешта, како што би ја нарекле латиноамериканците, покажува колку е витален и разностран интелектуален дух на писарци, кои на Македонија и на светот прекмунија даде непроценлив принос не само во уметноста, културата, просветата, и затоа духот нивни силно свети на сите полења на човековите дејности и преку примерот на нашиот славеник Славе Крстевски. Затоа, како стожер на културата во земјописот, Славе Крстевски еве заслужува споменично обележување институционално или некое друго. Во моите очи Крстевски веќе е жив споменик.
За секундата негова интуитивна и интелектуална актива на полето на аматеризмот преку рецитаторство и просветна дејност до неодмилива поетика и романцијарство заслужува стоечки овации. Брависимо! Му се заблагодаруваме на рецензентот професор Борис Даменски и како потврда на искажаното ќе се интерпретираат неколку песни од збирката. Судбина. Не те проколувам, судбино, ако си од Бога дарувана. Само ќе тагувам за очите испразнети, а ставата недоизгледана. За душата што не ми дзирнала во душата и не го видела клопотењето на пеколот во неа. За местото празно во срцето, за уште едно срце во него. Смилувај се, судбино. Зарем не ти беа доста 30 лета, што ми ги украде? Врати ми ја ова лето на припек пладневен, кога сенката е најгуса. Да се доближам зад неа, скришно, нечујно. Сенките да ни се поклопат. Надеж со надешта да се измилува. Смилувај се, судбино. Не тагувај. Ништо не си изгубила. Болката никогаш не минува. Го повикувам Живко Деспотовски да прочита една песна од збирката на Славко. Сон недосонет. Пурпурот утрински ќе го затемнам, изгре сонцето, зајди сонце ќе го сторам. Утрото к вечерина, небото со звезди ќе го посеам. Ноќнината да се поврати, сонот да го досонам, петните во зората што ми ги украдоа. А само за миг не ме дочека. И шарето да му го догледаш, акалот да не ти далдиса, косите да ти се заплеткаат, во јоргованот расцветан, за да не ми избегаш во височините небесни, далеко во вечноста. Сонот ќе си го повратам, ќе си го досонувам, зори нека се зорат, петли нека пеат, зраци сончеви нека греат, во црна темнина ќе тлеам, окот ќе го втренчам во тебе, ако морам и ќе те оковам во спомен карта гранитна, за бесмртна да те сторам. А сега одвојуваме еден мал простор за оние што имаат желба да се обратат и да го поздрават авторот. Повелете.
почитувани пријатели, доволен Чичко Славко, професори, со збор сите присутни. Ние, членовиве од литературниот клуб Китка од Кичево, така една спонтана средба напишавме стихови на Чичко Славко. Сега ќе поканам докторката Вира да почне со читање. Стих за Славко Крстевски. Сончевина од поглед се точи, личност што непоко значи, аманет за поколенија идни, вечност проткаена ни стихови, крал на пишаниот збор, олицетворение на храброст и сила. Кладенец бистра извор вода, радосен излив на љубов и среќа, силен огнеш што одгради татне темел на пишаниот збор. Ехо што одекнува во далечина, спомени на нижани, ко бисерни ѓердани. Карпа градина од човек, исконска сила за навек. Човекот непокорец. Ова беа дел од стиховите што ги составија членовите на литературниот клуб Китка од Кичево, стихови со кои сакаме да докажеме нашата љубов, да ја признаеме нашата љубов према нашиот господин Славко Крстевски, човекот непокорец. И јас би кажала вака: и сите богатства да ми ги дадат на овој свет, ако човек не сум, ништо не сум. И сите бакнежи да ми ги дадат, ако љубов немам, човек не сум. И сите билки и лекови да ми ги дадат, ако здравје немам, па и човек не сум. Спомените, блиските, пријателите, позитивната енергија, стихот, љубовта е мост кој ги спојува луѓето. Ти благодарам што прослави Чичко Славко, да не бидеш жив уште многу години. Јас немам зборови со кои би го изрази благодарност. Го доживеа најпријатното изненадување. Не го очекував и затоа е уште по-возвишен и благодарен. Од Славко за Славко. Поможи Бог што прави добри луѓе, ај продуѓе. Што ќе не завесели овој Господе, е вака сега. Има две работи за кажување. Прво, сите деца што имат 8, 9 и 10 години, демек тие што можат сами да се прават измет, утре се вајде околу изгреј сонце, да се однесат кај горно збирано, ќе се носат во манастирот. Таму ќе живеат колку време не се знаат. Ама мора
да се замијат колку толку, да се иштицат од полуви и вошки, а тие што имале гниди, тамо ќе истрижеле дуварица, оти овде немало машиње, а ножици тешко ќе се најделе. Во десната рака од мајка стрина ја тут на мојата лева, а таа ме вати за десната. Така ме влечка како разбира. Се собраа сите околу 50-тина, не знам точно колку бевне, ама знам дека бевне како куче облачени јагниња. Тргнавме во колона ко жерај што ги најавуваа снегоите. Младата одеше напред, дебелата најназад со прачка во раката. Стигнавме. Не внесла низ голема порта. Што сизинал, затвори ја муцката, замижи ги очите и затни ги носот и ушите со по еден прст. Згрбе докторот. Секаде од озгора додолу со простение и меѓунозе. Кога се видов нешто ќе видиме, сите бели од ладот петици кои излезени од воденица за мелење браша. И кои како ќе се измијат, ќе оди под тремон, ќе му се дават нешто за јадење. Ни дава по едно парче лепче намачкано со нешто што дотогаш ниту го има видено, ниту пробано. Било америчко од Ундра. Ами јајцана што ни дава за ручек со што ќе и јадиме, тие се јадат со вилушка, го швркна со погледот една од даскалиците. Вилушка, овако рогочка море, треба да се јади со многу дикатот и може да го надениш јазикот или гарчманикот. Ја за мандарија и големата порта и малата. Ами за понапор што ќе правиме стриноножици не се туриона му зад казарница на попатот за Алица. Некој ја праша благо на Шишковска. Колко они бе градски се даскалици и имат 7 разреда сколија, тие ќе ми кажат. Мене ми се падна да спијам во горната соба со чардак од песлече. Една ноќ Перко Трипуновски не шашарни са кога ни го пукна дуго. Отпрво слушнавме стенкање и цимолење, потоа плачење и шмркање и најсетне со врескање скок на човекот од славарицата, превиткан, стуркан, се виткат, се превиткуваат, наредените меѓу нозете и стегнува со двете раце. Тукат, цупкат, те налева, те надесна. Што преш море ќе измачкаш каквото? Умирам, море мајката човеков ќе липсат за икмет. Леле мајко ќе ме пресечи, леле умирам, ќе ми пукниш и ришникот. Што ти е бре? Ми се моча, леле пукнам. Така кажи батегнасо, не ова не врли. Оди може кај било, не ќе се види некој. Ми е страх од вапери, леле умре. Ајде сите ќе ојме. И од опинците. Жапката од брадата натегната однадвор и уште клине жене се наукнат. Нема друго чаре, очак. Го однесовме со крепење од типутри од не беше кадар самиот да појде. Ајде сега, олесни се. Дремеше и леле и сега што ќе ја правам. Што е пак сега? Леле не пушта, те са сима мајката. Опни му една клоца одназад, може ќе пушти. Не ми се верува тоа да е тиначот, абе ти опни му една